Од вчера поново ги отвори портите Тутунски комбинат за откуп на тутунското злато. Прето отворени беа Кавекс, Италмакс, Тутунски комбинат, во најава денеска отвора Сокотап. Од наредниот ден, односно од утре, од 3 почнува Алијанса, Пашовски. Се уште немаме информации за отворање кога ќе почнат откупувачите Секе и Орбита Табак. Зошто се тактизира досега? Па не би рекол да се тактизира, заради тоа што ова е модерен откуп, за во модерниот откуп компаниите може да отвора кога сака. Меѓутоа на 15 декември сакале нечеле може да ги отвора портите за да го купа нашиот род. Имавте состаноци во Скопје, што резултира? Да, имавме состаноци во Скопје, резултира да го запаза законскиот рок за да почне за откуп на тутун, односно крајниот рок да биде 15 декември, да се откупува на добриот тутун, да се плати добро и да оди на прва класа и одбитокот да биде максимум до 3%, односно на долната берба да биде 2-3%, на горните берби да и биде до 1%. И се откупува по класи или се тоа како лани во една класа? Под класи, не со овие цени, не дозволивме да се купува по овие цени, заради тоа што ако дозволивме да се купува по класи со овие цени, ќе паднеше многу понисок просек од лански. Така да ќе го задржиме просекот на новите цени што е 420 денари. Дали ова значи дека преговори понатаму околу поткревање на цените нема? Значи до крајот до завршување на откупот ние не остануваме со преговори. Значи во секој ден сме во контакт на преговори, дали ќе има корекција со анекс договори. Еве ви во прилика да ви кажам дека компаниите кои имаја пониски цени во договорите ни испратија анекси дека ги израмнува сите. Односно 420 денари првата, 360 втората и 300 третата класа. Сега како оди откупот, еве? 500 тони се купени со цена од просечна од 420 денари. Има нешто втора класа дајано, меѓутоа тоа е исклучиво по желба на кооперантите. Значи не по откупувачите, него по желба на производителите. Ради тоа што има со неквалитетен тутун и влажните тутуни, недосушените тутуни во моментов нема да се купуваат. На социјалните мрежи имаше некои видеа кои што се враќа тутунот поради незадоволство од цената. Дали знаете каде е тој? Не е враќањето поради цената, враќањето поради тоа што носа недосушени и зелени тутуни. Заради тоа е враќањето. И апелот ваш кој е? Апелот наш е значи да слободно да си ги остат тутуните по скелината, да се исуши тутунот и тој тутун ќе се купи. Значи откупот трае до 28 февруари. Имаме услови до 28 февруари, значи да се исуши, да има температурите да паднат минусни, а со самата бајање на температурите она и до испуштање на влагата на тутуно и се доведува во кондиција да има фабрикацијна потребна вредност. Така да и тој тутун ќе биде слободно купен во прва класа. Значи се до сега има откупено на ниво на цела Македонија и како се движи во Прилеп и Долненско, дали имате да кажа? Вкупно има негде 500 тона, 500 и нешто тона, од кои фазла од половината ги има купено и Кавекс Неготино, дел има купено негде околу 250, односно со вчерашниот ден негде и Тутунски комбинат има околу 300 тона, се тоа е во прва класа. Динамикава е очекувана за овој период обично? Очекувана е, јас мислам дека и нешто е фазла од динамиката сега во овој период, за тоа што има фазла што е зголемена динамиката помогна и временските услови. Значи претходните дени имаше доста релативната влага беше висока, имаше услови тутуно да ја прими природно влагата, нормално да се спакува и да се донесе да си го предат тутун. Тутунарите бараат многу повеќе од 420 денари. Дали сметате дека би имало на некој начин бојкот при предавањето? Јас не би сметал дека ќе има бојкот за 420, јас велам дека секогаш е малце за производителите за цената, меѓутоа мислам дека во овој момент максимум е што може да се добие за овој тутун. А остануваме и 10 компании колку се и значи ли ова интензивирање на откупот или? Да, па со самото отворање на самите компании кои до четврток значи отвора сите 8, односно уште 2 нема најавен откуп. Значи со тоа кажува дека интензитетот и барањето и за носење тутун е зголемен. Така да со самото зголемување на самите за носење тоа значи дека и тутун производителите се задоволни.